Па веќе 10 години како јавното предпријатие Комуналец организира генерално чистење на градот. Значи, ова не е некоја новина, меѓутоа ова година малку 2 до 3 недели каснеме ради тоа што временските услови не беа поволни за работење. Почнуваме сега во недела на 11 и започнуваме од двете населби Карпуш и Чифлик и ќе се врши генерално чистење на улиците, метање, рачно метање, машинско метање и перење на улиците во исто време и подигање на капацитетот отпад што ги има домаќинствата што ги чуваат во нивните подробски простори. Еден апел до граѓаните на овие две населби да во недела 11 го извадат својот капацитет отпад што го имат во своите дворни места или подромски простори, го пријават на бројот 13110 и истиот ќе биде подигнат уште во недела. Така. Дали се обновуваат дивите депонии што ги чистеле минатата година? Да. Дефинитивно да, ради тоа што значи сега по последната инспекција на ваквите диви депонии што ги има од наша страна, има луцирано неколку 8 повторно што се појавија покрај минато годишно чистење и сега следната недела, значи ова недела почнуваме со генерално чистење, следната недела веќе започнуваме со чистење на дивите депонии и тоа почнува од она најголемата, почнува од дивата депонија во населеното место Муртино. Значи таму ќе биде фокусирана целата механизација и сметаме дека за 2 до 3 дена ова депонија во покрај населеното место Муртино ќе биде завршена. Ќе следуваат ли казни? Како да се стави ред во фрлањето отпад? Казни јавното предпријатие Комуналец не може да одредува, се знае, тоа го вршат комуналните инспектори. Меѓутоа, мислам дека казната, се додека свеста на граѓаните не проработи, дека не треба да се фрла секаде отпадот, дека постои јавно предпријатие кое се грижи за собирањето на отпадот, никогаш нема да има чиста животна среда. Дали има првични резултати од обидот за селекција на отпад? Стекнаа ли навика струмичани да ја делат пластиката? Овој дел може да ги пофалат струмичани, поготово овој дел каде што беа поделени кантите за селекција на отпад на околу 1200 домаќинства. Во овој краток временски период од кога се почна да се собира пластика, ова е некаде околу 3 месеци. Значи имаме вкупно собрано околу 4500 килограми пластичен отпад, 5 пластика и околу 1300 килограми лиминки. Што значи дека навиката за селекција почнува полека да влегува во самите домаќинства и се надевам дека и кога ќе биде покриеме целиот простор на градот Струмица, дека ќе има уште поголема количина. И се надевам дека како што овој дел од граѓаните селектира, дека и останатите кои ќе добијат своите садови за селекција ќе постапи исто како нив. Покрај садовите што беа под 1200 на домаќинства што беа поделени за селекција на 5 пластики и лименки, во градот Струмица има поставени 12 контейнери за електронски отпад. Значи ги повикувам граѓаните да ваквиот тип на отпад, зборуваме за електронскиот отпад, го одлагаат во овие контейнери, бидејќи истиот таков отпад, кога заврши во кантите за отпад, за комунален отпад, ни прават огромен проблем. Исто така, апелираме до граѓаните. Видовте сигурно дека имаше објавено, веќе една е уништена, да ги чуваат овие садови, бидејќи и требат на нив. Да бидат домаќински да се однесуваме према ваквите контейнери. Уште едно прашање, колку се совесни граѓаните во однос на фрлањето отпад? Малку потешко прашање ова. Би сакал да кажам дека еден дел од граѓаните се однесуваат многу несовесно со отпадот, го фрлаат на разни места, поготово може сега да се примети дека покрај самите контейнери остават, одлагаат и градежни шут, оставаат и капацитет отпад, место да се јават кај нас во јавното предпријатие Комуналец исто ќе биде подигнат за 24 часа, они без никакво размислување ги стават на околу кантите за отпад. Морам да кажам дека комуналните инспектори се на терен. Ја посматраат ваквата појава и мислам дека ќе реагираат соодветно и некој ќе сигурно ќе има парична казна.